Добре, криптоентузијасти, продолжуваме со Altcoin недела. Како што веќе најавивме, го одложиме видеото вчера, нема логика, значи ве разбирам. Станува збор за 1 мај, едноставно би било промашено да го објавиме тогаш. Така да, нели, направено во текот на 2 мај, каде што верувам дека поголемиот дел сте доволно трезни за да може да го погледнете. Нормално зависи кој каде се наоѓа се уште. Како и да ние продолжуваме и понатаму со работа. Во нашата Altcoin недела, каде што веќе обработивме 2 проекти, а тоа е Mental MNT, потоа го обработивме Ocean Protocol и сега моментално работиме на третиот, а тоа е Celestia TIA. Доста интересен протокол, морам да признаам, со тоа што редоследот, знаете и сами, во однос на оние блокови кои што ги објавуваме на ваше гласање и гледаме дека Celestia е следен, потоа следуваат SEI и Holo Hot. И нормално ова се новите 4, ќе видиме што ќе успееме да обработиме во текот на оваа недела, но верувам дека овие ќе останат за следната ваква недела. Како и да е, значи, нели, продолжуваме и понатаму, идејата е да обработиме што повеќе коини и токени и да направиме датабаза која што е наменета со цел за македонскиот народ да може да истражува коини и токени на македонски јазик, односно ова е почетно истражување кое што вие нормално треба да го надградите доколку сакате да инвестирате во некој од овие коини, а на нашиот канал сите овие видеа може да ги најдете во анализа на коини и токени плейлистата, каде што нели ги обработуваме сите овие коини, имаме веќе повеќе од 70 коини обработено според Market Cap. Така да тоа е начинот на кој што тоа го правиме и зошто го правиме нели ова во Altcoin недела, со цел да се фокусираме малку повеќе на истражување на коини и токени, никогаш нема време, така да ова е наменето баш за тој дел. Како го правиме тоа? Го правиме со одговарање на овие 6 групи на прашања, не ги одговараме редоследно, но генерално одговараме како доаѓа, затоа што секој од овие проекти е различен, но гледаме на крајот на секој видео сите овие прашања да бидат одговорени. Сега, ќе разговараме за апликација на овој коин и токен, но пред тоа би сакал само малку да поразговараме за неговото минато. Односно, една работа која што веднаш ви кажувам дека ме загрижува е фактот дека креаторот на Celestia, а тоа е Мустафа Албасам, е бивш хакер, и тоа зборуваме хакер со дебело CV, зошто го велам тоа, значи истиот успеал да ги нападне и симне, така речено, страната на CIA, страната на FBI, страната на Fox News, страната на Sony и така натаму. Значи, дури и гледате овдека, дури во Обединетото кралство, Мала Британија, значи исто така го направил тоа на некој од овие политички агенции. Ваков тип на луѓе кои што имаат, значи секоја чест ги ценам за тоа што имале храброст да направат ваков акт, но тоа не го менува фактот дека се потенцијална мета. А во оваа ситуација дечкото Мустафа Албасам е CEO на Celestia, така да тоа верувам дека може да се одрази на иднината на проектот. Отворено ви кажувам, многу од луѓето тоа го гледаат како херој, да, но на крајот од денот не заборавајте дека овој проект матично се наоѓа во мурика, а вие сте успеале да симнете страната на CIA и на FBI доле. Така да нели, тоа е нешто што треба да го земете во предвид и пред да тргнеме на тоа каков тип на проекти и што истиот прави, значи би сакал само да покажам дека стојат добри, да речам, компании позади него, зборувам о добри, капитално добри. Значи гледаме дека не е нов проект, значи истиот уште од 2021 година има seeding rounds, каде што гледаме дека Binance стои првенствено позади него, а потоа втор seeding round во 2022 година, значи првиот собрале околу 15 милиони, 40 и третиот во 19 октомври 55 милиони долари. Со тоа што ако погледнеме овде, можеме да видиме доста компании кои што веќе ги имаме слушнато. OKX Ventures, знаете, OKX менува шицата, значи ова се баш буквално пред само едно видео на Mental го спомнавме и Spartan Group и имаше уште една, само да видам, имаше уште една која што спомнавме, Jump Crypto. Значи Spartan Group и Jump Crypto исто така беа и во Mental, едно, да речем, видео наназад. Гледаме дека има доста големи, да речем, крипто ентитети кои што стојат позади овој проект, што е добро. Тоа значи дека овие кои што инвестирале, значи веруваат дека овој проект има иднина. Не заборавајте, тоа постојано го спомнуваме, ќе го спомнам уште еднаш. Кога ваков тип на субјект, кој што на вистина има многу повеќе од нас, и ресурси, и нели, луѓе кои што работат за него, и технологија, верува во овие проекти и дава ваков тип на сума на пари, тоа значи дека истите веруваат во неговата иднина. Значи тоа е добро, тоа е позитивно. Секогаш кога гледаме големи субјекти што инвестираат во ваков тип на проект е добро за нас.
Celestia Mainnet Live беше во октомври 2023 година, со тоа што официјално Celestia е SDK Mint на Космос, односно ова е така речено Layer 2 на Космос, матично, а истиот самиот по себе представува нели свој екосистем. Иако е развиен на Космос, се извинувам. Иако е матично развиен на Космос, знаете и сами дека Космос екосистемот не е како останатите. Ако сте ги гледале видеото, ако сте го гледале видеото за Космос, значи секој од овие да речем сабхабови си има свој екосистем и е само матично поврзан со Космос, но секој од нив може да развива целосно свој екосистем. Зошто е толку импресивен? Сега ќе разговараме за тоа, значи за неговата реална апликација и што истиот има различно од останатите. Значи знаете сами дека секој блокчейн има неколку слоеви на функционалност, кои што во генерална смисла најчесто функционираат во еден слој. Значи сите овие подслоеви представуваат еден слој кога станува збор за монолитички блокчейни, а сите постари блокчейни се монолитички. Сега ќе објасним. Значи секој од овие блокчейни кои што денеска моментално ги работиме, освен нели глупости како мемкоин, имаат основни 5 слоеви. Првиот е хардвер слој, повторно зборуваме за целосен блокчейн, не зборуваме за нели проекти или апликации, зборуваме за блокчейн кој што има свој матичен блокчейн. Се разбираме? Значи на пример Ethereum, Polkadot, нели Cardano и така натаму, значи Layer 1 блокчейн. Има свој хардвер дел. Представува хардвер потребата, односно нели дали се тоа мајнери, дали се компјутери кои што прават нели нодови и така натаму, значи тоа се буквално хардвер делот кој што го содржи целиот блокчейн како леџер и нели сите трансакции и така натаму. Вториот дел не е дата леерот, тоа е самата меморија, значи тоа е оној блокчейн леџер кој што е зачуван на хардверскиот дел. Значи овде кај ни стоат сите дигитални подписи на трансакциите, хеш кој што е нели поврзаноста на сите блокови наназад, Merkle 3 кој што ни дава јавност да можеме сите да видиме кој што како ја поседува и така натаму, нели, и сите трансакции. Следниот дел ни е network layer, односно peer-to-peer конекцијата на сите нодови. Сите овие нодови кои што моментално ги поседуваат блокчейнот, нели, како блокови и како леџер, мора да бидат поврзани едни со други. Во оваа ситуација преку network layer-от сите тие се поврзуваат на оваа peer-to-peer мрежа, односно се изедначуваат, така речено. Значи нели, за сите да го имаат истиот леџер, за сите да ги имаат сите блокови запишано, едноставно мора сите да бидат синхронизирани, така. Значи тоа е начинот на кој што се прави преку peer-to-peer, секој има различен тип, но тоа е network layer-от, консензус layer, ова е начинот на кој што постигнуваат согласност, односно дали е тоа преку решавање на алгоритмичка задача, дали е тоа POS преку нели практично proof of stake, каде што вие давате дел од нели мрежата, вие имате стейк во мрежата со одредена количина на коини и нели пред тоа има начин на кој што се одлучува помеѓу сите овие нодови дали транзакцијата е валидна или не, и сега овде ќе имате и други како delegated proof of stake и така натаму. Сега нели има многу. Секој од овие да речем блокчейни кои што се layer 1 има една, друга или пак сега да речем надградена или видоизменета верзија на овие така речено типови на консензус, така. Значи ова е начин на кој што се дава на одреден нод да запише блок и како истиот нели се одлучува дека е валиден, така речено. И application layer, односно ова е execution layer каде што се става смарт контрактите, се додава да речем апликации и така натаму, DEPS. Значи идејата е овде ова последниот слој на кој што практично останатите апликации можат да го користат ова, целиот овој блокчейн со цел да градат софтвер, се разбираме. Сега, зошто е ова многу битно? За да разбереме која е разликата помеѓу монолитички и модуларни. Celestia е еден од првите модуларни екосистеми, односно модуларни блокчейни. Монолитички е каде што сите овие леери се прават на еден блокчейн, се разбираме. Значи, самиот блокчейн ги содржи сите овие во еден леер. Нема да речем повеќе кои што се прават на различен начин од овие да речем нивоа, така. За разлика од тоа модуларните имаат да речем дел од овие, значи може да се фокусираат на дел од овие наместо на сите, се разбираме. Значи модуларните имаат да речем привилегијата да не мораат да ги извршуваат сите овие нивоа, туку да се задржат на едно, две или така натаму. Значи вие веќе знаете пример за тоа, а тоа се нели
во оваа ситуација тоа би било rollups. Многу пати сме разговарале. Значи, second layer солуциите на Ethereum представуваат rollup солуции кои што се занимаваат исклучиво со execution layer, односно со примената на сето ова што го гледаме во позадина и поврзување со апликации и така натаму. Односно, execution layer во оваа ситуација ги содржи Optimism, Arbitrum, Polygon и така натаму, кои што не се занимаваат со settlement, консензус и data availability, туку се занимаваат исклучиво со execution layer, односно се занимаваат со последниот слој каде што се градат апликациите, каде што имате игри, смарт контракти и така натаму. Се останато остава на Ethereum блокчейнот, односно Ethereum блокчейнот ги регулира и воспоставува и data availability и консензус и settlement layer, единствено што останува на нив е execution layer. Слично на тоа е и Celestia. Односно, во оваа ситуација Celestia, значи како изгледа монолитички архитектура на монолитички блокчейн, значи еве. Односно имаме еден тон такви примери каде што сите овие леери се прават на основниот блокчейн, додека единствено execution layer, смарт контрактите си имаат сами по себе начин на кој што се во оваа ситуација регулираат. Но дури поголемиот дел од нив и смарт контрактите се директно регулирани од основниот блокчейн. За разлика од тоа, многу интересен начин како тоа Celestia го прави. Celestia пак, за разлика од другиве блокчейни, се занимава само со консензус и data availability. Односно, го остава settlement, execution layer на било кој друг кој што сака да гради на неа. Значи, и Celestia самата по себе представува layer 1, кој што им дава на другите блокчейни да градат на самата Celestia како екосистем, но разликата е во тоа што Celestia исклучиво се занимава со консензус и со data. Така, односно работата на Celestia е да воспостави консензус кој што е proof of stake, затоа што веќе има своји нодови, и data, односно истите јавно да бидат објавени податоците во однос на запишувањето на блокот, на подписите, на се останато, значи се што влегува практично во data layer. Односно, делот кој што го обезбедува Celestia е основниот. Се разбираме, консензусот, proof of stake и самите податоци кои што се наоѓаат на самиот блокчейн. Сега, има надоградување на се тоа, но во основата она што треба да разбереме е дека, за разлика од другите, каде што практично вие имате и многу повеќе леери, исклучиво data and consensus layer се на самата Celestia, додека останатите остануваат да бидат обезбедени од оној блокчейн кој што сака да се имплементира на екосистемот на Celestia. Односно се дава многу поголема слобода да можете вие сами да организирате што понатаму ќе се случува во однос на execution layer и така натаму. Сега, модуларни постојат, различни типови на модуларни екосистеми и блокчейни, но ваков тип на блокчейн реално е прв. Во секој случај, значи ова се верувам дека ќе биде и понатаму на некој начин различно, ќе видиме како ќе се развиваат другите екосистеми, но за сега Celestia е доста уникатна во овој дел и тоа е нешто што ја прави на некој начин доста нова на пазарот. Зошто го велам тоа? Значи ви прост пример. Вие може да имате Celestia како основен консензус леер и понатаму може да имате rollup од Ethereum Virtual Machine, rollup од Solana Virtual Machine, rollup од Cosmos Software Development Kit. Вие практично може да градите врз Celestia што сакате. Дополнително, може тоа да го направите дури и со JavaScript, значи кај што програмирате нешто што нема потреба од блокчейн делот, само го користи блокчейн делот на Celestia во однос на data availability и консензус, а понатаму го програмирате како стандарден програм на софтвер кој што се прави во секојдневието, така речено. Значи едноставно на Celestia може да накалемите, така речено, било каков тип на софтвер. Значи уште еднаш, основниот левел на Celestia и понатаму представува data availability и консензус, додека врз истиот може да ставате различни тип на execution environment, значи без разлика дали е rollup или е virtual machine, потоа врз тоа може да ставате било каков тип на dApps, дали е DAOs, DeFi, дали децентрализирана менувачница, NFT marketplace, игри и така натаму. Значи идејата е да се даде поголема слобода на проектите да можат да градат врз веќе воспоставен консензус леер на Celestia. Сега, дали има во реалниот свет ваков тип на апликации кои што може да го заменат? Нормално дека не, ова е матична блокчейн технологија, но дали има други проекти кои што вака го прават тоа? Не.
Постојат други проекти кои што се така речено не монолитички, туку како што кажавме модуларни, да. Значи сите rollup солуции, сите овие second layer солуции на Ethereum представуваат модуларни блокчейни, но за разлика од Celestia истите немаат свој матичен блокчейн, значи они мора да го користат матичниот блокчейн на Ethereum. Кај Celestia е обратно. Celestia го обезбедува матичниот блокчейн, а се останато останува на проекти кои што сака да гради врз неа да го така речено креира. Така да тоа е на некој начин различно од останатите и една многу битна работа е фактот што за разлика од останатите блокчейни, Celestia обезбедува така наречен Data Availability Sampling. Што представува Data Availability Sampling? За разлика од другите блокчейни каде што вас ви се потребни еден куп нодови, цела инфраструктура, значи тоа е нешто што вие нема да имате потреба да го имате, така. Значи вие сакате да имате блокчейн, но не сакате сега да воспоставувате инфраструктура, нодови, да барате луѓето да користат, хардвер за да ги водат овие нодови, потоа мора да имате токен со цел да обезбедувате оваа мрежа, стейкинг и така натаму. Без разлика дали Proof of Work, Proof of Stake. Идејата е дека Celestia на оној блокчейн софтвер кој што вие сакате да го додадете на Celestia, ви дава така наречена, значи ова е многу интересна технологија, Data Availability Sampling технологија. Каде што вашиот блок, кој што моментално да речем се запишува во вашиот да речем блокчейн, го разделува на различни делови и за разлика, значи сега колку е добар дел овде. Нодовите на Celestia не се стандардни нодови како останатите блокчейни. Односно, истите се многу помали, да речем, побарувања хардверски. Значи 500 мегабајти RAM, single core CPU, 50 giga storage, се разбираме. Значи дека нема толку големи потреби да треба сега вие на пример да имате некоја машина, не знам, за да го води овој нод или да речем майнер или како и да е. Во оваа ситуација нод затоа што е Proof of Stake. Зошто е ова битно? Затоа што ова се така наречени light нодови, се разбираме? Значи идејата е дека Celestia користи light нодови со цел да ги верифицира вашите блокови на екосистемот кој што сакате, тоест на блокчейнот кој што сакате да го додадете на Celestia. Односно, го крши блокот на помали делови на информации кои што можат овие light нодови да ги верифицираат, но не целосно. Туку, тоа го права преку data sampling, односно само семпл, примерок. Само еден примерок од сите овие, да речем, информации во еден блок, ги верифицираат различни нодови. На тој начин, вие може да имате многу поголем блок, а при тоа да не морате да имате енормно бесни машини кои што ќе мораат да ги процесираат овие трансакции и да ги запишуваат овие блокови, туку тоа може да го правите преку ваков тип на light node. Односно, затоа што вие не морате да го верифицирате целиот блок, туку само делчиња од него, така. Значи дека и понатаму функционира како Proof of Stake, но преку овие light nodes вие практично може да имате милиони и милиони нодови кои што верифицираат само мали делови од блокчейнот, а при тоа на крајот го даваат истиот резултат, односно верифицирање на целиот блок, кога доволно од овие делчиња ќе бидат верифицирани и потврдени од овие light nodes, се разбираме. На тој начин дозволува зголемување на блокот на што поголема меморија, се разбираме, колку е поголем блокот, толку поголем тип на хардвер, подобар тип на хардвер е потребно за да ги процесира овие блокови и трансакции. Така да ова е многу елегантно решение за разлика од останатите блокчейни и е доста интересно направено затоа што во оваа ситуација вие дури немате ни потреба од токен, така. Значи вие можете и понатаму да користите тие токенот на Celestia со цел да имате свој блокчейн, но консенсус леерот да го работите на овој начин. Преку light nodes каде што може да имате колку сакате големи блокови, но и понатаму мора да користите тие токенот. Тоа е поентата на тие токени, да биде користен како газ за процесирање и запишување на трансакции и блокови на Celestia блокчейнот. Сега, значи ќе има 1 милиарда тие токени, со тоа што има инфлација од 8% на годишно ниво и секоја година оваа инфлација се намалува за 10%. Така. Значи дека истата ќе се намалува од 8, 10%, 10%, 10%, додека не дојде до 1,5% годишна инфлација. Значи тоа е основата како ќе функционира самиот токен на тие. Сега ќе зборуваме за тип на блокчейн, веќе објаснивме, сега зборуваме за самиот токен и што моментално се случува со истиот. Идејата е, уште еднаш ќе напоменам, значи тие се користи како Proof of Stake, како што кажам, истиот е направен од Cosmos SDK и тие практично се дава како награда за осигурување на Celestia блокчейнот. Сега,
Celestia има и свој DAO, ова е практично DAO-то на кое што се одлучува што понатаму на самиот Celestia екосистем. Проблемот е што многу пати пробав да го отворам, за жал DAO-то не е активно поради некоја причина или па и сега не можам да најдам правилниот линк. Пробав да најдам, не можев да најдам, единствениот линк кој што успеав да го најдам е celestiadao.network, но поради некоја причина, гледате и сами, значи постојано врти, никогаш не го наоѓа и ќе даде ерор на крај. Додека они веќе имаат свој екосистем. Да не забораваме дека овој блокчейн самиот по себе како екосистем е уште од октомври 2023 година. Значи екосистемот самиот по себе е нов. Но веќе има свој екосистем, значи веќе има апликации кои што работат на него. Optimism, значи има така речено своја апликација на Celestia, исто така има и нели Cosmos преку SDK, веќе се поврзани и ова се моментално различните апликации и нели блокчейн проекти кои што се развиваат моментално на како апликации на самиот Celestia екосистем. Значи во DeFi, wallet-и, имате гейминг, инфраструктура, settlement layer и така натаму. Значи дури и rollup солуции, како што кажавме, може исто така да бидат интегрирани. Значи има веќе луѓето градат на овој екосистем. Сега, нели, тоа почетокот не значи дека сега тоа и понатаму ќе продолжи на тој начин, но сега за сега битно е дека има и дека се гради. Во однос на вести, единствената вест која што успеав да го најдам е тоа е практично нели лаунч, тоа е дека нели се лансирал во октомври 2023 година и дека имаме неколку успешни рунди на акумулирање на средства. Партнерства, значи партнерства во оваа ситуација би биле основните, а тоа е Optimism, каде што гледаме дека е дел од екосистемот, како и нели Cosmos кој што е практично и матичен блокчейн кој што е изграден како Layer 1. Повторно, на Cosmos преку Software Development Kit вие може да направите Layer 1 блокчейн кој што е поврзан со самиот Cosmos. Не најдов никакви поврзаности со кривични судски пресуди, што е добро, значи дека самиот по себе нема никаков багаж кој што треба да се секираме, но да не забораваме дека исто доста нов. Иако претходно постоел, официјално од октомври 2023 година ние можеме да рачунаме дека е блокчейн Layer 1 со нели целосен екосистем. Сега, во однос на тоа како е распределена количината на токени, тоа е малку проблематично и сега ќе го поминеме. Значи гледаме како изгледа моментално, ќе се вратиме на бројките. Значи проблемот е што моментално од Celestia само мал дел од токените се пуштени во оптек, односно негде околу 20%, не се ни 20, така. Значи од 1 милиарда токени, коини се извинувам, само 181 милион се пуштени во оптек. Сега, позитивно е фактот дека голем дел од овие коини ќе бидат дадени како награда за стейкинг, но негативен е делот што 26,8 на самата фондација Celestia е во ред. Значи тоа е сосема прифатливо. 19 сега тука е проблемот. Оние рунди во кои што така речено нели инвеститорите влегле и инвестирале во овој проект се проблемот. Значи ви имате 20% на првите две инвестиции, така. Околу 17, скоро 18% на тимот и уште 16% во seeding stage, тоа е уште на самиот почеток. Значи вие матично имате отприлика 16 и 18 и 20 па негде 50 и нешто проценти од токените ќе бидат дадени на или дел од тимот или оние angel investors и seeding round уште во почетокот кој што нели уште пред 2 години така речено се веќе ветени токени, така. Значи тоа е проблемот. И само 20% уствари ќе останат за практично стейкинг. Тоа е проблемот, се разбираме. Сега еве го тој дел, погледнете. Значи ние уште не сме ни почнале со давање на токени на овие seeding round и angel investors, се разбираме. Тоа ќе почне официјално од ноември 2024 година. И погледнете, значи vesting schedule уште не ни почнал, се разбираме. Значи допрва дури ќе почне дамп поради тоа што vesting schedule на сите овие seeding round, initial core investors и така натаму ќе почне од ноември 2024 година. Тоа е нешто што е негативно, отворено ви кажувам, и верувам дека ако луѓе го чекале, еве да погледнеме. Значи вие имате seeding rounds, погледнете. Значи Binance чека од март 2021 година. Овие компании овдека чекаат од октомври 2022 година. Што значи дека имате голем број на компании кои што инвестирале одамна, кога цената верувам дека била смешна на Celestia, и сега они кога ќе ги добијат овие коини и токени,
Погледнете и сами, тоа е од ноември 2024 година. Значи они буквално од тогаш па натаму погледнете колку добиваат. Скоро секој ден добиваат токени. Така, голема веројатност дека ќе има дамп на пазарот. Да не забораваме дека до ноември 2024 година верувам дека ќе бидеме во напреден дел од бул маркетот и верувам дека тоа ќе биде проблем. Затоа потенцијално да го имате коин од сега, мене ако ја прашувате, можеби не е лоша идеја. Дали ќе се развие понатаму, останува да видиме затоа што не гледам некои посебни партнерства, но како блокчейн е доста креативен и доста уникатно решение во однос на поседување само на дейта и на консензус леер. Значи стварно уникатно, дава многу слобода на проектите да градат врз овој екосистем. Но ова е голем проблем. Реално ви кажувам, че мене ако ме прашувате, мене воопште не ми се допаѓа ова, останува да видиме. Сега во однос на девелопери, значи кога веќе е дел од целиот овој 40 full-time девелопери и 127 девелопери на неделно ниво, на месечно ниво, опште не е лошо. Значи тоа го става негде до Chainlink. Еве, чисто да погледнеме, значи моментално најголемите знаете и сами се непобедливи како Polygon, Polkadot и Ethereum, но ако трнеме надоле, Layer 1 солуциите гледаме дека има барем над 400 девелопери, погледнете и сами. Додека самиот Celestia е моментално негде околу тон, Chainlink, што повторно е Mental, сериозни проекти, така. Сега останува да видиме, но како и да е, за сега има доволно количина, ова е почеток, да се надеваме дека понатаму ќе се развие. Колку повеќе девелопери, тоа значи дека толку повеќе се работи на овој проект, што и треба на некој начин да ни даде понатаму слика, дека истиот се развија, погледнете. Значи, така речено и повеќе, моментално постепено се зголемува бројот на девелопери, што е добро. Да видиме дали нешто сме пропашили на почетокот, техничка анализа. Техничка анализа нема нешто многу да се зборува, отворено, зашто го велам тоа, погледнете и сами, значи, како што кажавме, истиот од октомври 2023 година, значи, моментално има само една корекција. Со тоа што буквално во целото ова движење нагоре имаме едно-две полиња каде што имаме поддршка на цената, која што моментално гледавме дека скоро беше ретестирана, и ако го поставиме ова како целосен FIB, моментално можеме да видиме дека цената буквално само што не го ретестирала 78,6, односно тоа е последното ниво на Fibonacci левелот. Дополнително, значи, индикатори не може да се, нема логика да анализирате, едноставно скоро и да ги нема. И на дневно ниво можеме да видиме дека станува збор за bull flag формација, погледнете и сами, значи, скок, самото знаме и очекуван скок повторно, но нормално, сето ова е паралелно со целиот bull market. Значи мораме да чекаме bull маркетот да почне да се движи нагоре, верувам дека со него и Celestia ќе почне да се движи нагоре и верувам дека многу лесно ќе пробие повторно над овие $21 кои што моментално се, да речем, all time high од февруари 2024 година. Останува да видиме, но повторно јас верувам дека како нов проект има голема иднина, затоа што сите нови проекти кога имаат свој прв bull маркет имаат и многу солиден напредок на цената, баш поради тој FOMO, затоа што постојано е во price discovery, се разбираме. Значи овој коин нема претходни цени кои што би го задржувале на претходни нивоа. Значи се наоѓа директно во price discovery затоа што сега влегува на пазарот, така. И поради тоа е многу примамлив. Многу од овие проекти се примамливи затоа што се во price discovery одма, така. И постојано гледате информации од типот на ете повторно нов all time high. Лесно е, затоа што овој проект е 6 месеци стар. Значи да видиме дали е така лесно кога станува збор за Ethereum, така. Како и да е, значи повторно, сите нови проекти кога има прв bull маркет најчесто има многу добар перформанс, но во оваа ситуација само ви кажувам што не ми се допаѓа овој проект и уште еднаш, ова е главната причина поради која што јас не би влегол во овој проект. Отворено ви кажувам и нема да влезам. Од друга страна имам доволно Layer 1 солуции. Како и да е, значи тоа е главната причина поради која што не би го одбрал и нормално за крај да погледнеме што се случува со новчаниците и нивната големина, нормално за децентрализација. Значи топ 100 новчаници, гледаме дека во топ 10 имаме 93% од вкупната количина на Celestia. Сега не забравајте дека тоа е поради тоа што голем дел од овие токени се уште не се ставени во вестинг. Погледнете. Сами значи моментално само 20% од токенот е пуштен во оптек, значи имаме 77 кои што се уште се на матичниот wallet, односно практично во раците на фондацијата, кои што допрва треба да бидат доставени до компаниите кои што инвестирале на почетокот и така натаму. Че овој проект е на самиот почеток и сите проекти, барем поголемиот дел од проектите кои што не одлучиле на пример да прават pre-mining, па потоа да бидат доставени преку соодветен
proof of stake, со нели делегирање постојано на оние кои што поддржуваат стейкот, или пак со proof of work, каде што вие практично за майнинг им давате награди. Само тие проекти се така речено добри во овој сегмент, каде што можеме да кажеме што почетокот се е фер. За разлика од тоа, овдека е едноставно гледаме нефер, затоа што ви имате ситуација во која што сите овие angel investors купиле уште пред 2 години, сега ќе им ги дадат токените и ќе ви направат дамп на пазар. Така да ова е нешто што е нефер, но тоа е реалноста, така функционира целата економија. Така да тоа се моите причини поради кои што нормално не би сакал да го поседам мој проект, посебно не во оваа фаза. Значи понатаму ако се покаже, ако гледам дека ваквиот vesting schedule не прави некоја голема разлика во однос на цената, за тоа колку е популарен, можеби ќе го променам своето мислење, но сега за сега не гледам причина зашто би инвестирал, веќе имам доволна количина на Layer 1 и понатаму сакам да се развијам во некои други, да речем, подкатегории, така да уште еднаш ќе кажам, значи не гледам причина да го поседувам во сопственото портфолио. Секој од вас нормално одлучува за себе, но тоа е мојата одлука. И нормално како и за крај, мораме да напоменеме некои работи. Значи уште еднаш продолжуваме со Altcoin неделата оваа недела. Утре ќе го добиете видеото за SEI протоколот, така да нели, останете понатаму со нашиот канал. Со тоа што за сите оние кои што се нови на нашиот канал, знам има многу видеа, значи имаме 937 видеа моментално. Мој совет е сите оние кои што се нови да го погледнат ова видео на почетокот на самата страна, кое што ќе им помогне да се организираат во однос со следење на нашиот канал. Значи овдека стојат сите основни податоци кои што треба да ги знаете со цел да можете да ја следите нашата едукација. Дополнително секој од нашите видеа содржи некои битни информации од типот на нормално што разговараме во самото видео, потоа може да ги најдете сите социјални мрежи на кои што имаме моментално содржина и би ви препорачал да ги следите, затоа што објавуваме многу повеќе содржина од она што го има на самиот канал. Дополнително ги имаме двата паралелни канали на Odyssey и Rumble, кои што имаат, да речем, целата оваа програма за секој случај. Нормално, значи гледате и сами дека продолжуваме и понатаму да работиме за македонската нација. Се што бараме од вас е за оваа бесплатна едукација, која што посекогаш ќе биде бесплатна, додека јас сум одговорен за овој канал. И нормално, значи, се што барам од вас е само поддршка да го доставиме ова до што повеќе македонци, односно лайк, шер, subscribe, комент. Тоа се основни работи со кои што може да ни помогнете оваа материја да биде доставена до што повеќе македонци, со цел да помогнеме на македонците да бидат свесни за криптотехнологијата, да бидат свесни за овие енормно добри проекти, значи следното скалено на технологија и нормално потенцијален профит кој што би го промашиле, доколку не можат да ги видат овие едукациони материјали, затоа што најчесто најголемиот проблем на македонската нација е јазичната бариера. Знам, некои од вас едноставно не можеле да научат или не се случило да научат друг јазик, затоа го правам ова на македонски јазик да помогне на што повеќе македонци. Така да, ваша препорака до било кој македонец да научи нешто повеќе за криптотехнологијата, за овие проекти и за нели економијата е позитивна и добре дојдена и нормално овие основни работи лайк, шер, subscribe, комент со цел да нели алгоритмите на овие канали, на овие социјални мрежи ги споделуваат што повеќе нашите содржини и нормално за крај, значи за жал не можам да одговорам на вашите пораки, има премногу, но доколку некој ви пишува, верувајте ми, ако некој ви пише прв, тоа не сме ние. Најчесто ако добиете информации од типот на пратете ни адреса, пратете ни клуч, дадете ни пари, тоа со сигурност не сме ние. Значи ни по точка разно ние нема вас да ви пишеме, ниту први, ниту пак да ви бараме нешто преку приватна порака. Знаете и сами, да, не земаме пари од македонците, но многу од вас одлучија да не поддржат во нашата работа и да ни пратат донации, значи овие блокчейн адреси овдека со нели вклучување на USDT и USDC се ставени овде на ваше барање и гледате и сами дека нели постојано практично сите овие работи кои што ни ги давате ќе бидат донирани на соодветни добротворни цели за македонци нормално. Прво веќе тоа го направивме, значи тоа беше сите овие донации кои што досега ни ги пративте во последните година и пол на сите овие блокчейн адреси беа доставени до една црковна организација во Велес која што се занимава со помош на македонците нормално. Односно сега ќе го направиме вториот дел, што е нешто што исто така сакам да разговарам со вас, а тоа е нели моментално поврзано со моето повторно доаѓање во Македонија. Значи доаѓам за свадба на мојот брат и на 18 мај сакам да ве видам сите, оние кои што може да дојдат кај Даскалот во нели Скопскиот градски парк,
каде што сакам да ја почестам едно пиво, значи не сакам собирање во ресторани, не сакам собирање во сали, сакам на отворено да се видиме како пријатели, значи јас не сум ништо повеќе од вас, значи сакам да ве видам на исто ниво, не сакам да стојам на сцена и да зборувам пред вас, сакам да разговараме како пријатели. Така да сите кои што сакате, повелете, значи настанот е веќе креиран, може многу лесно да го најдете на нашата Facebook страна, значи во 6 часот попладне на 18 мај во градски парк до Даскалот. Да се видиме, да пиеме едно пиво, а во истото овој ден, во утринските часови, сите досега собрани значи, средства од Купи ми кафе, тоест не сите, одлучив да бидат 500 евра, со цел да можеме понатаму нели да доставиме нешто повеќе за други цели, затоа што веќе доставиме доста нова организација. Значи сите овие кафења кои што си ми купиле преку оваа апликација, која што исто така може да најдете на секое видео, значи ќе бидат доставени, тоа се 500 евра моментално и уште нешто дополнително што понатаму ќе биде искористено за други цели, значи ќе бидат доставени до истата оваа црковна организација, ќе добиете соодветно видео како и последниот пат и нормално ќе пиеме пиво истиот ден да прославиме за се што сме успеале да направиме досега, а нормално најдоброто е пред нас. Така да ви благодарам за се гледаме од текот на утрешниот ден со видео за сеј и нормално поздрав од Крипто Гемиџија.